Добар ден, криптоентузијасти, како што ветивме 2 видеа во еден ден, затоа што понеделник нема да има време. Така да, ова е снимено малку поназад, снимено во текот на неделата и се надевам дека некои од овие вести претпоставам дека се веќе застарени, но нели, барем да имате генерална идеја за тоа што се случува моментално во светот на крипто. Така да, ова видео го гледате еден ден понапред, практично во понеделник, и нормално затоа ќе оставиме во утринските часови, негде околу 12 часот да биде, нели, во живо, за да може да го погледнете како што треба, затоа што некои од овие вести се поврзани со време, посебно онаа која што е за Coinbase. Така да, денеска ќе имаме видео за вести нормално, вторник ќе гледаме да направиме соодветна техничка анализа со цел да нели бидеме во текст со она што се случува моментално на пазарот и понатаму од среда ќе гледаме нели да продолжиме со генералната работа, посебно со токените кои што ги заостанавме малку, поради тоа што имавме многу побитни теми како што беше видеото за злато, биткоин и недвижности, кое што го направивме во текот на неделата, значи за неделата, и во сабота имавме видео каде што ги споредивме алткоините со биткоин и зошто моментално имаме стагнирање на алткоин пазарот. Така да оние кои што не сте ги погледнале, би препорачал да се вратите назад, затоа што е доста битни и доста интересни видеа и тоа е некој од најдобрите материјал кој што може да го научите во овој период. Значи затоа како што може да видите, ја класифицираме работата на каналот во однос на тоа во кој дел се наоѓаме, и ако видиме дека нешто е многу побитно, како што например беше ситуацијата со алткоините, за да ви известиме каде се наоѓаме во алткоин пазарот, е многу подобро да се направи тоа кога например многу од луѓето им се потребни тие информации, за разлика од нели, да се брза со некои работи кои што моментално не се толку битни. Значи овие проекти кои што ги имаме топ 100, сега ќе ги направиме, имаме уште цела една година за да ги направиме, така да затоа гледате, не се брзаме со тоа, гледаме да направиме соодветен материјал во однос на тоа каде се наоѓаме и што е побитно. Затоа и се надевам дека ќе имате малку трпение, значи се што правиме на каналот е битно, но за жал едноставно не можеме да имаме 14 видеа во еден ден и не можеме да имаме толку многу материјал, значи ова не е сител телевизија. Така да нели толку време, толку материјал, за жал тоа е тоа, но се надевам дека ќе ни простите и се надевам дека ја цените работата која што ја правиме. Добро, значи можеме да почнеме. Прва и многу битна работа која што јас мислам дека треба да се сподели со вас е тоа дека Флорида и гувернерот на Флорида, односно Рон Десантис, моментално донесе посебен закон со кој што CBDC се блокирани до недоглед. Значи CBDC никогаш не може и нема да има во Флорида, со тоа што значи ваквиот закон представува начин на кој што се блокира она што моментално го споредува тој сенилниот, значи да се разбереме. Председателот на Мурика моментално, тој сенилниот, што не сакам на името да му го кажам, тој не е председател. Тој е само кукла на луѓето кои што моментално им е многу подобро да имаат таков тип на председател, кој што може едноставно многу лесно да се контролира и на тој начин може да се спроведуваат какви да сакаат политики. Така да поради оваа причина секоја чест на сенаторот на Рон Десантис, кој што моментално гувернер, се извинувам, одлучи и нели го спроведе тоа во закон во Флорида никогаш да нема CBDC, се надевам дека многу повеќе држави ќе го следат тоа, иако има веќе напори, има на некој начин веќе започнато некои процедури во некои од сојузните држави во Америка, што се надевам дека многу држави ќе го следат, затоа што CBDC, како што кажавме, не се решението, CBDC е основата на проблемот. Пред да продолжиме, само да напоменам, пред да заборавам нормално, значи сакам да ги поздравам повторно трите мускетари, најдобрите на каналот, Иле Кочишки, Бобан Досев и Дарко Јошев, како и секогаш за постојаната поддршка и за вестите кои што ни ги пратија. Нормално, дел од вестите се соодветно поставени од нив, дел се од нас, така да правиме една целина и ја представуваме во однос на она што е најново и најбитно на пазарот моментално. Че ова е добра вест, се надевам дека така ќе продолжат нормално. Следна битна вест која што сакам да споделам со вас е да видите како IMF, Централна банка, банка на интернационални International Settlements, како и да е на македонски, значи како овие институции се обидуваат да блокираат крипто каде и да можат, како и да можат. Значи како го прават тоа? Прост пример. Аргентина моментално спроведува регулатива со која што на некој начин се не се запира, туку се забавува напредокот на крипто, односно нели кога имате промена на законите со цел да на некој начин како да кажам, значи прават рестрикции на тоа кој може да биде платформа, кој може да купи, како може да купи, кои се потребни услови за да регистрирате моментално, да речем, трейдинг платформа во Аргентина и слично. Зошто? Значи, зошто наедно, зошто од нигде никаде Аргентина, на кој што крипто е најпотребно со оглед на фактот дека има една од највисоките инфлации во светот, одлучува дека треба да спроведе практично така речено санкции на крипто. Еве зошто?
Значи, тоа се оние приказни кои што не ви ги кажуваат во позадина. Значи, баш поради оваа причина, поради тоа што самата Аргентина моментално има големи проблеми со инфлација, е зависна од помош од АМФ, односно без ваквата помош истата ќе дојде повторно до банкрот и поради оваа причина, значи, се прави се што АМФ ќе побара со цел да ја биде даден повторно, значи, заем, значи ова е практично преговори од 3 недели, значи 25 април, ова е веста кога е, нели, објавена, но преговорите самите по себе и одобрениот кредит на Аргентина се повторно од преди 3 недели, каде што практично имаме некој што во позадина, или ќе кажеме АМФ во позадина, сакате кредит, нема проблем, значи ќе направите рестрикции на криптосекторот ако сакате да добиете. Значи тоа е едно од многу. Само да ви биде јасно како изгледа ситуацијата со тоа кога некој ве држи буквално за муда и едноставно немате друга опција освен да го слушате она што ви го кажува, па верувам дека има уште милион други услови кои што мора Аргентина да ги исполни за да го добие овој кредит, но еден од главните очигледно е тоа да се направи било каков тип на рестрикција што е можно повеќе на криптовалутите што гледаме од каде доаѓа, иако овдека нели генерално не е пишано директно од каде доаѓа, но јас се одма ќе ви кажам од каде доаѓа тоа и зошто наеднаш за само една недела после ваквата вест вие имате практично рестрикции на криптосекторот. Сега, исто така интересна работа, ова е од Иле Кочишки. Значи, Централната банка на Ирска поставува практично ова е како резиме од ова е представник на Централната банка на Ирска кој што ги посетува Европа, посебно во време на гласањето на Мика. Сега јас го прочитав целото ова резиме, главниот дел кој што мораме да го забележиме е тоа што Централната банка на Ирска не завзема ниту негативен, ниту позитивен став, значи во оваа ситуација ниту во еден момент не кажува крипто е, нели, непобедливо е. Значи генерално ставовите на Ирската централна банка се, нели, кои се позитивните ствари кои што не ги негираат, тоа е многу битно. Значи ако ништо друго барем не негираат што е моментално нели позитивната страна на крипто и кажуваат дека моментално со Мика се обидуваат да направат even playing field, односно нели целата Европска унија да заземе еден став, да заземе еден начин на кој што ќе вршат регулатива и дека таков цел еден пазар ќе биде многу по лесно практично и да се регулира и нели да има многу подобра Со тоа ова е едно различно мислење, сакам да кажам, на една централна банка, каде што централните банки се доста радикални во однос на крипто, каде што овдека отворено се зборува дека има позитивни страни и дека нели ваквиот even playing field, значи едноставно да биде равномерна играта на сите овие држави заедно, дава доста позитивен аспект од гледна точка на нели на една централна банка, со тоа што не се спомиња на пример како они ќе го регулираат. Тоа се спомнува само дека се во склоп на Мика, дека заедно ќе го направат тоа за целиот континент нормално. Сега останува да видиме како тоа ќе биде направено, но пак ќе кажам, генерално ми се допаѓа тоа што се доста позитивно настроени кон ова, иако нели самите кажуваат во однос на статистиката во Ирска, значи криптото не е толку многу застапено, нема толку многу субјекти, но нели, како што кажуваат и сами, значи многу ми се допаѓа тој дел што го кажуваат и сами дека криптото е неизбежно. Значи само сакам тој дел да ви го покажам. Значи, the reality of course is that crypto is not going away very soon, and the nature of the product means international cooperation is needed to ensure it is regulated and supervised at a level commensurate to the risk it poses. Значи, уште еднаш. И они сами кажуваат дека, значи, повеќе од потребно е да има глобална на некој начин соработка и регулатива во однос на тоа како ќе се регулира ова, затоа што крипто не оди нигде. Оно што јас постојано ви го кажувам, кога ќе дојде момент како овдека да ви каже дека и Централната банка ви го кажува исто дека крипто не оди нигде, мислам дека е повеќе од јасно дека не оди нигде. Како и да е добра вест, значи не е лоша, но не е некоја посебно, не знам, Ирска го регулира целиот. Како и да е, поентата е нели Ирска како останатите европски држави очигледно се свесни за позитивните страни кои што ги има криптосекторот. Сега, значи моментално ова е многу битна вест која што ја спомнавме само како линк на нашата страна, исто и на Криптовалути Македонија, но сакам да го потенцирам уште еднаш ова. Значи вака. Моментално Америка, значи во Америка поточно, ова е како да кажам сега, они имаат посебен тип на судови, каде што овие судови се надлежни за доколку некој од органите не си ја работи работата, како што например СЕК не ја работи никогаш. Значи било кој од оние кои што се засегнати од ваквата работа на органот може да побара од судот да го натера соодветниот државен орган да си ја заврши работата. Така да и овдека, значи не знам кога го следите ова, но Coinbase буквално со цел да проба да изнуди некаква регулатива од страна на СЕК,
побара од Coinbase, значи уште во јули во 2022 година, поднесе соодветен прашалник од околу 50 прашања во кои што значи со да или со не бараше од SEC да ги одговори основните прашања дали е на пример како практично ова се основни прашања за дефиниции, што е security, што не е security во однос на криптосекторот. Нормално, значи SEC воопште не одговори на тоа и кога Coinbase побара потсетување дека нели чекал одговор, доби wealth notice дека ќе биде тужен. Сега нормално Coinbase strikes back и трга на суд, каде што буквално бара од SEC да си ја заврши работата, значи бара од судот да му наложи на SEC да се произнесе по однос на овие прашања или да одговори зошто не е одговорил на прашањата. Со тоа што значи во минатата среда практично до овој понеделник, каде што моментално го гледате видеото, завршува 10 дена во кои што Комисијата за хартија од вредност е обврзана или да одговори на ваквиот прашалник или да даде објаснување зошто не одговорила. Јас, иако ова не е завршено, можам да ви кажам уште одма, верувам дека одговорот ќе биде, значи има соодветни регулативи, погледнете си ги, нема потреба да одговараме на дополнителни прашања. Ви кажувам, јас мислам дека тоа ќе биде одговорот, но останува да видиме, но е доста битно за целиот криптосектор, затоа што ова покажува уште еднаш на целата јавност дека Комисијата за хартија од вредност воопште не сака да соработува во однос на криптосферата, што е многу битно со цел да се утврди дека виновникот не е криптосферата, виновникот не се платформите, туку виновникот е самата Комисија за хартија од вредност и тој жабок од Гери Генслер. Сега, за да погледнеме дека навистина не е кривицата на криптосекторот, што на сите ни е јасно нормално, значи ова е како ќе му дојде Комората за комерција или Комората за тргување на Обединетите Американски држави, која што исто така застанува во овој конкретно случај на страната на Coinbase и поднесува, како што веќе го кажавме, ова како во случајот на Ripple, односно Amicus Brief, Amicus Curiae, каде што практично преку ова поднесок се обидуваат да го поддржат Coinbase, односно да кажат дека и овој практично орган, како државен орган, да речем во Америка, го поддржува Coinbase дека навистина Комисијата за хартија од вредност не дала соодветна јасност на правилата во однос на криптосекторот, што на сите ни е јасно. И нормално на највисок прв, оние кои што го гледале, добро, оние кои што не треба да го погледнат, значи имаше соодветно сослушување на криптоексперти од страна на Конгресот, директно на конгресмените во Америка, со цел да се утврди дали е потребно да се направи соодветна регулатива. Нормално, значи многу од овие каменковци беа по 500 години плюс и пак, значи ова ќе се свати како да имам проблем со старост, не. Напротив, значи треба да има разбирање за новата технологија. Доколку не сте способни да ја разберете, слободно отстапете го местото на оние кои што се способни и кои што навистина може да се огледаат која е уствари позитивата и која е негативата на одредена технологија. Во оваа ситуација, значи, го изгледав целото сослушување, иако ми требаше часови, но она што треба да го запазиме е дека и понатаму имаме група на конгресмени кои што се малку помлади или кои што се потрудиле, не значи дека се само млади, нормално, да видат која е позитивната страна на криптосекторот и нормално со тоа и да практично ги прашаат соодветни правилни прашања овие кои што гостуваа практично експерти од криптозаедницата со цел нели да донесат до заклучок дека е потребно да се направи нова регулатива. Иако ова трае со денови, ова ќе трае и понатаму, проблемот е што досега Конгресот не се ни замараше со оваа проблематика, сега очигледно конечно почна да се замара, но проблемот е што не заборавајте дека во исто време имаме многу поголеми проблеми во Америка, како што е моментално пропаѓањето на банките и како што е зголемувањето на debt ceiling, кој што исто така е нешто што се случува моментално и Конгресот е доста зафатен со тоа. Значи, нема да разговараме овдека затоа што не е директно поврзано, значи поврзано е со потенцијално доаѓање до рецесија малку побрзо, ако не се договорат до почетокот на јули. Но се уште е рано да се разговара за тоа. Идејата е дека моментално практично претседателот на Конгресот, кој што моментално од републиканската страна и поголемата да речам група моментално во Конгресот е на републиканска страна, се договара моментално со сенилниот, со Џо Бајден, за тоа дали ќе се, значи мора Конгресот да изгласа да биде зголемен овој лимит на задолженост на Америка, затоа што ако не го направат тоа, автоматски во јуни Америка влегува по дефолт во банкрот. Значи затоа мора да се направи, но затоа нели бараат некои отстапки од него републиканците, што воопште не е битно за оваа ситуација. Идејата е дека
Затоа Конгресот е многу позафатен со таков тип на проблеми, како и проблемот со колапсот на банките и оно што се уште не е ни започнато според некои експерти. Значи затоа и верувам дека ова е на некој начин трета, четврта, па можеби и 10-та точка за која што се гледа како приоритет, но како и да е, пак ќе напоменам уште едно, значи во претходните булмаркети не се не исполнуваше, а не па да станува збор за сесии, да се слушуваат експерти, значи дојде ред каде што врховните институции во сите држави, не само во Мурика, се занимаваат со крипто и како да го регулираат. Тоа значи дека сме многу напред во оваа сфера, зборувам во делот на глобална адоптација. Иако сме назад во глобална адоптација, затоа што допрва откако ќе се регулира, значи целиот овој сектор, дури тогаш ќе почнеме да добиваме реална адаптација и проширување на целиот свет, како за користење, така и нели за практично да се зголемува маркет капот на сите овие кои што ги чуваме. Тоа е поентата на масовна адаптација за нас. Профитот кој што можеме да го направиме нормално. Така да здрави која ќе го реше целиот овој проблем со debt ceiling, која ќе го реше препоставувам, нели, значи ова нормално нема да биде првенство, но битно е дека се разговара за самото крипто законодавство и дека е потребно. Сега, се уште не е одлучено. Некои од овие конгресмени уствари, за жал, беа сосема обратно, значи да се даде поголема власт на СЕК, да се искорени се, крипто не е потребно. Некои нормално овие кажуваа вистинската ситуација, за тоа дека моментално се брка целиот крипто сектор надвор од Америка и истиот прави на некој начин да избега надвор, значи во други држави, во многу по, да речем, позитивни легислативи. И нормално некои од овие конгресмени исто така напоменуваат дека треба да се земат како пример Обединетите арапски емирати заедно со Саудиска Арабија или Европската унија, каде што навистина веќе се работи активно на дури да се земат како пример, на пример Мика да се земе како пример. Што е крајната цел на сето ова? Значи каков ќе биде исходот не знаеме. Мораме да гледаме позитивно и негативно на ваквите вести. Значи, негативно на краток рок ќе биде нестабилност на пазарот, затоа што нели проекти испаѓа, тоа ќе биде негативно, бла бла бла, знаете, стандардна работа, вакви негативни вести донесуваат, значи да паѓаат цените на криптовалутите. Обратно на тоа, значи не заборавајте, уште еднаш ќе напоменам. 1000 пати сум напоменал, ќе кажам уште еднаш. Моментот кога Кина го банираше крипто секторот, секаков тип на крипто майнинг и се, значи добивме негативна вест, но добивме многу по-позитивен исход на крај. Ако можеме да видиме во денешно време имаме целосна децентрализација на майнинг секторот, значи иако можеби има поголеми да речам проценти во одредени земји, тоа не го менува фактот дека е многу поголема децентрализација за разлика од 65% од хешрейтот се наоѓа на територија на Кина. Истото моментално во оваа ситуација би било од аспект на дека поголемиот дел од капиталот за жал крипто секторот и сите овие огромни проекти се директно базирани во Америка, поради тоа што Америка за жал се уште представува најголемиот економски центар на капитал во светот. Поради оваа причина, иако на краток рок тоа ќе биде негативно, односно ќе се одрази негативно на овие проекти, на долг рок кога овие ќе се преместат во многу попозитивни, да речам, законодавства, правите децентрализација. Тоа значи дека утре ако нели пример, обратна ситуација во која што се централизира целиот крипто свет во Америка и на Америка ова и текне многу подоцна кога ќе имаме нели масовна адаптација, ќе биде многу поголем проблем, затоа што ќе има директна моќ да направи многу поголема штета на крипто секторот. Но нема да има толку голема моќ ако сега моментално на самиот почеток направи децентрализација, иако тоа не го прави намерно, го прави пошто се глупи, нормално муриканци, но тоа нас ќе ни представува многу позитивна ствар. Така да нели, не знам како гледате на вие на тоа, јас гледам многу позитивно. Се надевам дека ќе направат грешка, навистина да направат ваков тип на глупост, бан и на тој начин да предизвикаат децентрализација, тоа ќе биде одлично за долг рок. Сега, ова не е ништо ново, но нели повторно се баја истата работа пред 2 дена дека повеќе од 700 банки во Америка имаат unrealized losses. Што представува unrealized loss? Оно што постојано го разговараме. Дека имаат земени обврзници кои што моментално се во негативна вредност. Односно доколку се направи банкран на овие банки, имате значи што е банкран, може да погледнете на нашиот канал, имаме соодветно видео за тоа, многу детално објаснето. Значи ако се направи банкран во кој што луѓето си ги бараат своите депозити наеднаш назад, овие банки мора да ги продаат своите обврзници кои што се во негативна вредност моментално и на тој начин нема да има доволно пари за да се помират сите депозитари. Автоматски имате банкрот на банка и автоматски имате ланчан колапс на многу повеќе банки, што моментално се случува. Тоа го гледаме, само што не е толку брзо како сите очекуваат дека тоа ќе биде во една недела очигледно. Како и да е. Она што моментално треба да го разбереме е дека, гледате, постепено се случува. Ако они тврдат,
Значи, како знаете и сами, ги следам практично банките, кои што се моментално најпотенцијални за пропаст, ги ставив на посебен шит, кој што може да го најдете на Криптовалути Македонија, значи тоа е овој линк, каде што на ваквиот јавен шит може да ги следите овие банкарски практично хартиите од вредност на овие банки. Со тоа што оној кој што е како и секогаш најризичен, каде што гледаме дека во текот на викендот, иако берзата е затворена, вредноста на акцијата и понатаму продолжува да паѓа. Значи, акцијата затвара во петок попладне на 4,55 прилика долари, а моментално е на вредност од 4,38. Значи, повторно имаме пат, иако моментално е затворено. Значи, тргувањето е затворено поради тоа што се случува ваков тип на масовно продавање, нели, практично надвор од работно време. Значи, акцијата ќе започне со минус. Значи, практично ќе имаме пат на акцијата уште на самиот почеток. А да не заборавиме дека, значи, катастрофа. На 5 дена е 40%, на 1 месец е 54%, на 6 месеца 83%. Страф ми е да притиснам овде. Добро, оприлика не е толку голема разликата, но како и да е. 83% во минус е моментално само пак вест. Другите проверив, нема некои негативни промени во текот на нели, надвор од работното време, освен Кикорп, истата има некоја мала промена, значи од затварање на 8,99 на 8,95. Не е некоја голема разлика, како и да е, но ова е, значи, уште еднаш ќе напоменам, колку и да е мала, само 40 билиона, за разлика од нели големите банки кои што пропаѓаа по отприлика 300 билиона, значи сепак е уште една банка која што ќе се најде наскоро како пропадната. Што само продолжува и понатаму да ја продлабочува оваа криза. Како се тоа ќе се, нели, ќе се одрази на самиот економски сектор и на криптосекторот, останува да го споделиме заедно, затоа што тоа веќе го видовме во моментот кога имаше општа банкарска криза и паника на пазарот. Што се случи? Поголем дел од капиталот пребега како во злато, така и во криптовалути, посебно во биткоин. Останува да видиме дали тоа ќе продолжи и понатаму. Значи, пак, ова е прв таков тип на случај, значи не можеме да земеме секако правило, тоа е тоа. Банки пропаѓаат и готово се оди во крипто. Но гледаме дека се покажуваат знаци во кои што на вистина капиталот се одлива од овде или во поголеми банки, или во злато, или во крипто. Значи, на некој начин тоа е сепак позитивно, вака или така. Како и да е, има некои експерти кои што моментално нели се ценети во економската сфера, кои што тврдат дека банкарската криза не е ни започната. Пак, многу долга тема, нема да разговараме моментално. Идејата е дека и понатаму постои оваа криза која што ние постојано ја зборуваме. Значи, ако се случи овој ланчен процес на пропаѓање на банките, ќе биде многу крваво. Иако сепак мислам да ќе биде доста позитивно за нас, но останува да видиме. Вака сега. Моментално овдека е само некоја шпекулација, но сакам да споделам со вас. Значи, самиот Бред Гарлинхаус најавува дека пак тоа стандардна работа само се поместува напред, дека се очекува резултат од да речем утре па до наредните 6 месеци. Затоа што верува дека пред третата четвртина, што значи дека дури после летото, се очекува дека сигурно ќе има резултат. Останува да видиме дали ќе биде тоа така. Како и да е, според Бил Морган, еден од оние, да речем, про-крипто познати адвокати, кажува дека на вистина значи случајот може да биде решен дури во овој месец, но нели, останува да видиме дали тоа ќе се случи. Поентата е што крајната верзија на целата оваа приказна е дека федерален судија, како што е судијата кој што моментално одлучува за SEC Ripple случајот, може да земе колку време му е потребно за да го реши случајот. Но знаеме и сами дека една од основните работи на судот е уствари да донесе одлука што побрзо со цел нели да не се блокира работата на компаниите и на надлежните државни органи. Така да нормално јас не би очекувал од оваа судика да земе една година да учи, че тоа би било крајно неодговорно. Дури и во оваа ситуација 5 месеци е преголем период, но како и да е. Станува збор за служен случај, станува збор за случај кој што ќе биде практично регулатива после ова, така да се надеваме дека ќе биде наскоро. Јас стварно мислам дека ќе биде завршено до јуни, нели, тоа е моје мислење, не ме држете за збор, останува да видиме заедно. Ripple да се прошири на Дубај, значи моментално Бред Гарлинхаус беше на оваа голема Дубај, не знам, конвенција, на која што истиот најави дека Ripple сака да направи своје представништво и во Дубај, поради и тоа убаво го објаснува, нели? Заради тоа што станува збор за про-крипто регулатива која што моментално ја развива Дубај и останатиот арапски свет со цел да привлечат ваков тип на
нели инвестиции и проекти, со тоа што знаете и сами дека Ripple оди каде што се парите. А каде има нафта, таму има пари. А каде има нафта, има и арапи, ако не се руси, така да мислам дека Ripple е на правилно место. Во секој случај тоа одговара за сите оние кои што чуваат Ripple, како и да е. Јас уште еднаш ќе напоменам, дали добиле позитивна или негативна судска одлука, јас не можам да разберам како луѓето не го гледаат потенцијалот на Ripple, но повторно, ова не е финансиски совет, ова е само мое размислување. Останува вие сами да одлучите што понатаму со вашите пари. И интересна работа каде што во однос на случајот на Ел Салвадор. И сега ова е разбирливо. Ел Салвадор моментално е една од двете држави во светот, исто како и Централната Афричка република, кои што го признаа биткоин за своја регуларна валута, со тоа што моментално разбирливо е тоа што ваквите високи физ, значи, да се плати огромна пара за основна трансакција на биткоин е неприфатливо, со тоа што значи моментално на човек кој што излекол $100, за жал излекол во погрешно време, му било наплатено фи од $20, што не е прифатливо, посебно во држава во која што стандардот е од $300 до $350 на месечно ниво, некаде како Македонија практично, само со море. Сега, проблемот во оваа ситуација што е? За секој ден употреба на биткоин, ова е комплетна катастрофа. Значи, ако треба вие да платите $20 за да извлечете $100, тоа значи дека плаќате 1/5 од вкупната вредност на оно што сте го извлекле за да го извлечете, што нема логика, така. Сега, проблемот каде е? Значи, ова е ако се прави трансакција директно на биткоин, но да не заборавиме дека постои такво нешто магично, како што се нарекува Lightning Network, кој што моментално за еден биткоин, значи тоа е сега во оваа ситуација негде околу $28,000, да биде трансактиран на било каков начин, се плаќа трансакција од 84 центи. Со мене ако прошувате воопште не е многу, но треба да користите Lightning Network, што значи дека самиот биткоин веќе е адаптиран за ваков тип на употреба на масовна употреба на истиот и како што јас знам Ел Салвадор моментално го имплементира тоа. Што значи дека само прашање на време кога Ел Салвадор ќе го одбегне овој проект на високи физ, затоа што ќе го користи директно Lightning Network, кој што е паралелна second layer солуција на биткоин. Исто така имаме соодветно видео, само запишете Lightning Network на нашиот канал и ќе го најдете видеото за да ви биде јасно што уствари представува ова. Како и да е, значи има начин како да се одбегне ова, но интересно е овде што практично претходен директор Мет Хамилтон значи истапува и кажува дека моментално на пример Ел Салвадор би му било многу поприфатливо да го земе Ripple како валута исто така, со цел да ја намали оваа голема трансакцијска вредност, значи фи, кој што е потребно за да може да направите една основно користење. Како што кажаме, значи идејата е ствари дека се понудува Ripple преку практично оваа промоција на еден од претходните директори на Ripple, но останува да видиме, тоа не верувам дека ќе се случи, но идејата е дека на пример се обидуваат да најдат начин како да ја подобрат мрежата на биткоин, иако Lightning Network постои, не верувам дека они би го прифатиле Ripple да бидеме реални, но интересна вест само ја споделив со вас. Сепак проблемот за Ел Салвадор е вистински и се надевам дека ќе успеат порано што може побрзо да имплементираат Lightning Network за да може да имаат соодветен бекап на целата оваа ситуација, за да не се случи да имаат преголеми физ на луѓето кои што буквално го користат овој биткоин за живо. Сега следна интересна работа која што ми ја прати Бобан Досев, значи морам да признам, дури јас не бев свесен за ова, но е многу битна работа затоа што ова е еден од проектите во кои што сме индиректно финансирани, значи сега ќе ви кажам она што претходно го зборуваме за Cardano. Значи моментално Cardano има соодветен бридж, посебна апликација која што прави практично мост за BTC, каде што вие фактичко депонирате биткоин и истиот го добивате во противвредност на Cardano мрежата, тоа е Aneta BTC платформата, која што практично е така речено не е уникатен, но верувам дека е најголем моментално мост за пренесување на биткоин на Cardano, каде што вие практично може да користите CBTC, односно Cardano BTC, како валута. Едноставно може да користите било каде на целиот Cardano блокчейн, без разлика дали станува збор за децентрализирани менувачници, апликации и слично. Идејата е дека целосната вредност на биткоин како што е, може да ја пренесете на Cardano блокчейнот, тоа го кажавме, значи тоа го постои wrapping. Ваквиот wrapping се прави како што кажав од ваквата апликација Aneta BTC, во која што ние сме практично дел од самиот проект, како со тоа што, ако се сеќавате, ви објаснив дека ние имаме доста голем стейк на Eternal, практично ние од нашиот wallet го стейкаме својот Cardano на различни проекти, каде што практично во оваа ситуација и еден од тие проекти е Aneta BTC и добиваме некои токени во
замена, може да видите и сами, значи гледате од тамна го стејкаме, сега баш ме интересира од кога јас би сакал да видам. Значи од 4 април, значи цела година го стејкаме моментално и повеќе во овој проект, така да нели овдека се наградите кои што може да ги видите, нели не може вие да ги видите, но идејата е дека значи ова се тие начини на кои што може да учествувате во стейкинг на посебни проекти на самиот Cardano блокчейн, каде што вие фактички го стейкате вашиот Cardano, добивате соодветна награда за тоа, а дополнително добивате и нормално соодветни награди од ваквите проекти. Така да во оваа ситуација што го правиме веќе година дена, се уште наградите не се значи ние сега го добиваме наградата од Cardano, само ова е дополнителни токени кои што може да ги добиете од соодветниот проект во кој што стейкате. Тоа е идејата. Погледнете го видео, го имаме во зошто Cardano. Значи тоа е во работа на тимот, каде што за почеток ги обработивме оние основни 4 валути, а тоа е Polkadot, Ripple, Cardano и Ethereum. И исто така, значи во Cardano го имаме буквално детално објаснето како се прави моментално преку Eternal, преку вашиот Ledger или што и да имате, да стейкате без да го дадете на некого, туку го држите вие директно. И нормално на овој начин практично добивате и награди од одредени други проекти на Cardano системот, што е многу добро. Следна многу битна работа. Значи IOTA, многу од луѓето верувам дека не го согледуваат потенцијалот. Уште еднаш ќе напоменам, IOTA стреми да биде официјалниот не е блокчейн, туку ациклик граф, пак на некој начин е блокчейн технологија на целата Европска унија. Со тоа што IOTA моментално направи уште поголема надграба на својот така речено чейн, затоа што не е блокчейн, тука што кажавме, че технологијата која што IOTA користи е ациклик граф, но за да биде компатибилен со останатите блокчейн проекти, моментално IOTA направи свој блокчейн кој што е како second layer солуција на самиот ацикличен граф, значи поврзани се едно врз друго, кој што се нарекува Shimmer и кој што има своја виртуална машина, значи Shimmer EVM, која што практично на некој начин поддржува смарт контракт. Значи IOTA на страна од тоа што е еден од најбрзите проекти поради тоа што е ацикличен граф и кој што нема потреба од нодови, затоа што сите ние сме нодови, сега веќе има и свој блокчейн кој што понатаму може да поддржува значи смарт контракти и гледаме дека моментално има многу голем успех од целото ова. Значи во овој краток период, сега јас искрено стварно не знам кога се започнати со работа, но е краток период затоа што ова не беше не знам пред месец дена кога последен пат зборував активно за IOTA. Значи моментално имаат повеќе од 64.000 активни адреси кои што моментално тргуваат на блокчейнот на IOTA, не на IOTA ациклик граф, 6 милиона трансакции и 5000 смарт контракти. Така да ова е доста голем напредок генерално за овој проект и се надам да ги продолжат така, затоа што ова е на некој начин доста позитивна работа, каде што имате и на некој начин технологија која што досега не е употребена. Значи каде што имате комбинација од ациклик граф и блокчейн технологијата со цел да се направи еден комплетен проект кој што има се. И затоа уште ќе напоменам, не верувам дека ќе биде грешка доколку конечно Европската унија одлучи да и даде на IOTA да биде главниот нели блокчейн на цела Европска унија, зборуваме за во однос на институции. Моментално е во како што претходните вести тоа го најавивме, значи моментално е во секундарен тест, како ќе му дојде, значи веќе имаше направено први прелиминарни тестови во кои што IOTA помина понатаму, сега моментално е во секундарен тест во кој што повеќе, значи дадено е на неколку институции во Европа да го користат IOTA за различни потреби, значи транспорт на капитал, информации, зачувување, книговодство, бла бла бла, не знам точно како нели се тоа е на институционално ниво, но битно е дека моментално е на пат да стане една од оние, значи капитални вредности кои што ако тоа се случи ќе биде огромна работа и плюс да не забораваме дека IOTA е ISO 20022 compatible, значи истата е дел од овој нов стандард. Така да мислам дека IOTA е една од добрите инвестиции кои што ги имаме. Таро Доквон е еден од оние кои што направи оваа зима да биде уште поладна, значи моментално плати $436,000 кауција. Сега овдека се кажува исто како балканските да биде слободен. Не, нема да биде слободен, туку ќе биде во практично стан под полициски надзор, значи он е во куќен притвор. Каде што како што гледав нели на некои вести, тоа е уствари стан кој што е во собственост на адвокатот кој што моментално го застапува, така да он и уште еден, ако не се лажам, тој што му е главен, како и да се викаше, не знам, тој и да беше.
Нема врска, двајца се заедно и дека тоа е уствари кауцијата која што ја плаќаат со цел да не бидат екстрадирани назад во Јужна Кореја. Сега, зошто е тоа битно? Затоа што они практично во Црна Гора се фатени само за едно кривично дело, а тоа е пробување да се скористи фалсификувана патна исправа, што не е ниту блиску до она што ќе го прогонува нели Јужна Кореја за. Така да поради оваа причина верувам дека многу полесно може да се извадат нели на ваква мала ствар и да се надеваме нели сега дека ќе успеат да го екстрадираат затоа што дечкото е крив за многу големи загуби кај многу луѓе, но во секој случај знаете дека вакви фаци имаат доволно кеш за да се бранат и ако нема директен договор Црна Гора и Јужна Кореја за екстрадиција, верувам дека дечкото може и да остане, но позитивна работа од целата оваа приказна е тоа што истиот е барани од Интерпол. А верувајте ми, Црна Гора сигурно има договор со Интерпол за екстрадиција, така да ако вас ве бара Интерпол, прашање на време е кога ќе ве екстрадираат. Но нели останува да видиме, приказната и понатаму трае, ова е една лекција која што верувам дека некој од нас многу нема да заборават, верувајте ми. Тоа е тоа, интересна работа. Сега овдека ова беше пратено, че ова се некои чартови кои што сакам да ги споделувам во однос на други канали кои што ми ги праќа Богдан Досев, чисто да видиме нели каде се наоѓаме. Сега ова што моментално гледам овдека е уствари од она што успеав да го видам, замена за емоциите на 2017 бул циклусот со 2019-2020 bear маркетот. Со тоа што на некој начин ова нема да ни помогне многу, но можеме да видиме дека на вистина, значи ако се сеќавате, ова е уствари Trading Emotion Charts, значи ова е буквално комплетна реплика на овој чарт. И ми се допаѓа затоа што на некој начин ова дополнително може да ви покаже дека на вистина, значи имаме идентично движење како и секој. Значи зошто е ова битно? Ова сака да ви покаже дека тргувањето, без разлика дали е биткоин, дали е нафта, дали е не знам железо, челик, S&P 500, го има истиот емотивен циклус. Зошто е тоа така? Затоа што тргувањето е уствари размена на капитален на некој начин на капитал од луѓето кои што имаат на некој начин трпение на луѓето кои што немаат. Значи тоа е идејата. Ова е уствари тргување на човечки емоции, ништо друго. И нормално е дека човечките емоции, поради тоа што сите сме на некој начин скроени исти, да се случува поголемиот дел од луѓето да се вода по овие емоции како што можеме да ги видиме во оваа ситуација. Така да сакам да ви кажам дека ова само дополнително ќе ни покаже дека како било во 2017, така било во 2021, така ќе биде и понатаму во секој циклус. Односно дори и да не беше 4 годишен циклус, циклусот на емоции секогаш е ист. И во оваа ситуација можеме комплетно да се помириме со тоа и понатаму да продолжиме да ја користиме овој чарт затоа што е нели гледаме дека е spot on, точно може да се користи. И уште една работа која што мене многу ми се топаја, која што некој искористил, значи овдека го гледаме Гаусовиот канал и го гледаме 200 и 200 неделната средна вредност. Она што ние го најавувавме, гледаме дека некој друг канал исто така го споделил, значи ние буквално ви го кажувавме тоа во претходното нели техничка анализа и претходно дека 200 неделната средна вредност е уствари една од основните и најбитни средни вредности кои што ги испочитувавме до сега во секој bear маркет и затоа реков дека ритест на истата е многу круцијален, затоа што гледаме дека претходно ритест на истата довел до следен, барем ако ништо друго, солиден напредок и следен bull маркет. Така да во оваа ситуација и овде кажав дека колку порано го направиме тоа, толку подобро за нас со цел да не правиме големи нели практично корекции натаму и гледаме дека моментално тоа точно се случи. Значи тоа го најавивме претходната техничка анализа, но сега моментално го објавуваме затоа што гледаме дека и други луѓе, значи ви го кажуваат истото што го кажувам јас. Затоа и сакам да го споредам ово со други канали со цел да видите дека не сме само ние, дека сите го гледаат истово и дека тоа е реалност и дека тоа е очекувано. Со тоа што дополнително и истата ситуација на Гаусовиот канал кој што овде кај објасниле дека моментално се наоѓаме на горната граница на Гаусовиот канал и нормално во оваа ситуација би било логично да имаме корекција со оглед на фактот дека се наоѓаме на многу тешко ниво за биткоин. Тоа и беше уствари во нели сега да не го вадам тој чарт, но разбирате што сакам да кажам. И последно, нешто многу битно, што јас постојано го кажам, сакам уште еднаш, значи, да ви го објаснам овдека детално, значи, кој да е дечкото, секој е чест, она што јас ви го покажувам на мојот чарт, овдека е многу полесно и јасно објаснето. Што рековме? Една година пред халвингот имаме нагорно движење. Халвинг имаме blow off top. Една година пред халвингот имаме нагорно движење. После халвинг имаме експлозија. Една година
нагорно движење, после халвингот експлозија. Значи, затоа и ви кажав дека е многу битно тоа што се наоѓа моментално на една година пред халвингот, затоа што од тука почнува генерално, барем до сега во претходните 3 циклуса, постепено да се движи нагоре целиот пазар. Но да не заборавиме и да се вратиме на видеото од сабота, каде што објаснивме дека моментално се движиме нагоре, но потребно е време овој иницијален бран на капитал кој што влезе во биткоин и етериум да се прелие постепено понатаму и во алткоините, што значи дека е се уште рано за да влеземе во целосен пул маркет и со алткоини, затоа што верувам дека поголемиот дел од вас држите алткоини. Иако моментално биткоин е на 100% плюс, алткоините не се ни на 30, 20, колку и да е, некоја и негативно. Идејата е дека овдека многу јасно се гледа оно што ние постојано го кажуваме. Една година пред биткоин халвинг е многу битен момент, оно што ние го славевме, затоа што од овде пазарот почнува да се движи постепено нагоре. Односно веќе сме го завршиле дното, како што можеме да видиме во сите овие ситуации, и почнуваме следен бул маркет. Но оние кои што купуваат тука се многу среќни овде, затоа што веќе сме го утврдиле дното, се наоѓаме на една година пред халвинг и овдека акумулираме што можеме повеќе за овдека да можеме да продадеме со што можеме поголем профит. Тоа е моментот на една година пред халвингот и затоа уште еднаш сакам да ви го напоменам, гледаме дека и други канали го согледуваат истото што сме го гледале и ние. И уште еднаш, тоа е на некој начин второ мислење, затоа што очигледно за жал немаме многу активни членови кои што сакаат да соработуваат со нас. Никола е презафатен моментално, не сме се слушнале одамна, иначе јас би сакал со него да направам уште еден подкаст, не уште 1000 подкасти би сакал да направам, но за жал многу луѓето се активни, си имаат своји обврски. Плюс да не забораваме дека и многу од луѓето не се заинтересирани затоа што не се наоѓаме овде. Значи, кога ќе се наоѓаме пак овде, тогаш ќе се јават и тогаш ќе бидат сите заинтересирани, но тоа е проблемот, тогаш е веќе касно. Така да уште еднаш ќе напоменам, за жал мораме вака да бараме на некој начин второстепени мислења, со цел да ви покажеме дека ово што ние го разговараме не сме го согледале само ние, туку тоа е генерално општа анализа на целиот пазар кој што оние кои што се поискусни веќе го согледале и го користат со цел да направат соодветен профит во следниот циклус. Уште еднаш, тоа е се што имаме за овие вести. Ви благодарам како и секогаш, че овој зборувам добри 2 часа и нешто. Така да денеска направивме 2 видеа за да може да гледате нешто во понеделник. Се надевам дека го цените тоа, затоа што во понеделник нема време за ништо за жал. И нормално ваквиот труд единствено што бараме од вас е оваа бесплатна материја да ја разделиме со што може повеќе македонци, со цел и македонскиот народ да биде соодветно едуциран и соодветно информиран за тоа каде се наоѓаме во криптосферата. Така да од вас бараме само на стандардна like, share, subscribe, ако имате пак ќе кажем интерес да го направите тоа, и ако ви се допаѓа материјалот да го споделите со оние кои што би сакале да научат нешто повеќе за криптосекторот. Така да како и секогаш ви благодарам, се надевам дека уживате во нашата работа како што ние уживаме да ја направиме, како што јас уживам да ја направам, и нормално се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.